Советниците денеска ја одржаа 10-та редовна седница на Советот на општина Кочани, на која расправаа по 21 точка од дневниот ред. Во рамки на точките од дневниот ред со 11 гласа за, советниците дадоа согласност за основање на јавно претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавното осветлување. Советниците го изгласаа и годишниот план за вработување во основното училиште Свети Кирил и Методи, а најбурна расправа се отвори по извештајот за финансиското работење на комуналното јавно претпријатие Водовод, завршната сметка и извештајот за работа на комуналното јавно претпријатие Водовод од 1.1 до 31.3 со финансиски показатели, пошто трите точки кои што се однесуваа за комуналното јавно претпријатие Водовод не беа изгласани од страна на советниците. Со 5 гласа за не се усвои извештај за реализација на програмата за активности на општина Кочани од областа на заштита на животната средина, а советниците не дадоа поддршка и на програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици во општина Кочани за 2022 година. Три точки од дневниот ред беа поместени, а на крајот советниците поставуваа и советнички прашања до градоначалникот и до јавните претпријатија.